Цела недела откако експлодираше аферата Рекет 2, Венко Филипче никаде го нема. Министерот Филипче, за кој што има кривична пријава против него, по кој знае кој пат има афера за криминогени дејства, овој пат се споменува за рекетирање, ама тој не чувствува потреба да излезе во јавноста. Почитувани, колкава ли е сигурноста, колкава ли недопирливост му е всадена, што ли е пораката од главата на октоподот, за ваква леснотија на министерувањето на Венко Филипче. Така ли е, Филипче? Не се секире за ништо, се ќе биде окей. Почитувани, истрагата за Рекет 2 не смее да биде запошотена. Ден Дончев и Венко Филипче мора да си поднесат оставки, затоа што од позиција на моќ можат да влијаат врз работата на истражните органи, може да влијаат врз докази и врз сведоци за процес кој што е веќе отворен по поднесена кривична пријава. Истрагата за Рекет 2 не смее да тапка во место. Таа мора брзо да ги даде одговорите. Дали зад намерата на Ден Дончев и на Венко Филипче да се сопре продажба стои изнуда на пари и месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Дали Дончев комуницирал или на некој начин бил во контакт со Зоран Милевски Кичеец? Дали преку него е вршен притисок приватна успешна компанија да биде продадена на лице по волја и избор на Дончев? Дали и за тоа мотивот се месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Зошто, ако имало криминал, Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжил со соработката со компанија за која што се сомнева дека имало криминал? Кој е благајникот со брада во Струмичко? Дали е злоупотребена и вмешана управата за финансиско разузнавање? Дали зад истрагата за наводен криминал и смрзнувањето на капиталот на приватен бизнисмен не стои рекетирање и зошто нема никакви резултати од таа истрага и по цела година дена? Дали Зоран Заев бил запознаен со притисокот врз приватниот бизнисмен и доколку бил запознаен, дали го аминувал, односно зошто не го пријавил Рекет 2 кај Русковска? Дали македонското МНР и Никола Димитров биле запознаени за Рекет 2 од странски дипломат? И во тој случај, зошто тоа не е пријавено кај Русковска? Почитувани, Ден Дончев е познат на јавноста и на правосудните органи заради вмешаност во трансакции кои беа дел од процеси. Венко Филипче за 2 години министерување зад себе има низа на криминогени афери за сомнителни тендерски постапки, крвави тендери, одобрени договори со семени компании на директори на клиники, постапки кои што го девастираа здравството. Зоран Заев е неколкукратно амнестирано лице за криминал и корупција. Истрагата мора да биде професионална и да докаже дали има злосторничко здружување. Почитувани, Рекет 2 е ново продолжение на Рекет 1, на Леонардо, на случаи на висока корупција на државната мафија, на октоподот на власт. Во Македонија економијата живее во страф од секојдневни нови рекетирања испорачани од власта. Тоа мора да запре, мора да има одговорност, мора да има правда. Со државната мафија на власт тоа е невозможно. Неопходни се предвремени избори за Македонија да биде држава каква што народот заслужува. Горда, исправена, силна, напредна и праведна. Ви благодарам. Повелете со прашање. На што е ќе инсистира ВМРО да помане утрешната средба за законот за јавна информација? И дали сте оптимисти дека утре ќе мрднете од мртва точка? Она на што обстојува ВМРО ДПМН и работната група на ВМРО ДПМН во овие разговори по предлог законот за јавно-обвинителската сфера остануваат исти, цврсти и непроменливи. А тоа се трите принципи за почитување на човековите права и почитување на меѓународните документи што се однесуваат на регулирање на јавно-обвинителската сфера, кои што ќе гарантираат вистинска борба против криминалот и високата корупција. Во однос на оптимизмот,
Апсолутно ги слушаме пораките од страна на власта, дека не е заинтересирана за брзо решение, односно за воопшто носење на закон за јавно обвинителската сфера, кој што ќе биде во насока на справување со криминалот и високата корупција во кој што е вплеткана државната мафија, и апсолутно се зависи од нивната волја. Тие го имаат мнозинството во парламентот.